Продолжуваме и понатаму со содржини за нашата убава Македонија. Во претходниот разговор спомнавме една од автохтоните овци, шарпланинката. Во продолжение, следниот прилог на колешката Весна Јованова ќе биде за едно прекрасно патување во овчеполијата, каде што запознавме уште еден сегмент по кој што Македонија е уникатна, а тоа е производството на соленото млеко. Соленото млеко го произведува автохтоната раса на овци, овчеполка праменка, и тоа на еден посебен начин, со еден посебен ритуал. Се разбирам, за ова постојат записи уште од минатото, па така патеписецот Евлија Челиблија, додека минувал низ пазарите во Солун и Цариград, каде што сушност се носело ова млеко, тој велел дека имало овчеполски мирис. Деталите за соленото млеко, по кое што Македонија е уникатна, верувајте ми, ние сме единствени кои што го има ова солено млеко, токму поради влијание и на климата и на се она што го носи ова поднебје. Ќе слушнете детали за тоа од прилогот на колешката Јованова. На површина од 670 километри квадратни и со околу 15.000 хектари пасишта, овчеполскиот регион е втора по големина житница во Македонија. Своето име го добила поради големиот број на стада овци, кои тука се одгледуваат и презимуваат. Но за жал, ако во минатото тука се чувале 250.000 грла, денес бројот на овци во Свети Николско е 10 пати помал. Идејата сточарството повторно да заживее како стопанска гранка е главен приоритет за сточарите од овој крај, кои главно живеат од производство на јагнешко месо, млеко и сирење. Големите заложби се за зачувување на овчеполката праменка, стара автохтона раса на овци, која е пред целосно исчезнување. Во овчеполието се одамна практицира, посебно со автохтоната, не би рекол раса, затоа што овца, пробатонка, се уште не е раса. Од интерес на вистината се трудиме да ја направиме раса. Што е многу значајно, што нашите сточари се уште ја имат задржано расата овчеполска. Прастара раса. Луѓе, ако направиме процес на поддршка на таа прастара раса, на тој сој да направиме и раса. Пробатонка е она, не е овчеполка во првобитното време, затоа што овчеполе е пробатон, пробата, го добива името токму поради присуството на овците. Фондот перманентно сточен се намалува. Сега имаме околу 24.000 овци. Идејата за спас на овчеполката праменка, која освен во овчеполијато се одгледувала и во други краишта во Македонија, потекнала пред неколку години од поранешната фондација за обнова и развој на овчеполе. Како пилот проект пред 4 години бил отворен репроцентар оддалечен 5 км од Свети Николе во поранешниот земјоделски комбинат Овчеполе. 30 овци со најблиски карактеристики од овчеполката праменка, набавени од трла во овчеполските села, се одгледувале тука на старински начин. Но за жал, како што ни изјави првиот човек на поранешната фондација, господинот Шалев, репроцентарот не успел да заживее. Само го стопиравме процесот на отпочнување со функција на репроцентарот, затоа што сакаме да го сервисираме нашата сточарска фарма. Во минатиот период не наидовме на разбирање за да може тој огромен комплекс кој треба да ги има сите нишани на репроцентар. Не може туку така, нели? Да обезведеме инфраструктурата, патот, водата и струјата. Од тука се решаваат сите други проблеми. Она што го прави атрактивно, познато и барано надалеко Свети Николското млеко е неговата природна соленост. Во овчеполијето има многу герени, односно солени пасишта од наредот нарекувани како соленчаци, каде што земјата е природно солена. Овците кои пасат на ваквите места даваат млеко од кое што се добива сирење со посебна арома, висок квалитет и природна соленост. Познато е дека уште пред 120 милиони години, во времето на Јура и Креда, овде имало море, кое се повлекло, но некои помали солени површини останале со векови. Онаа стока која што се напасува во низинскиот дел паси мора да се искаше испашата, да се каже, испашата ја врши на солените почви. Од тука произлегува самиот факт за збогатување како додадена вредност на млекото природната соленост. Значи,
науката докажала дека млекото се произведува преку устата, што ќе јаде стоката, тоа и дава, нели, како производ. Кога овците ќе се напасуваат на тој предел кај што се солените почви, тука е прво и пред се здравствената состојба на овцата. Значи самото присуство на јодот во солта овозможува здравствената состојба да биде на едно високо ниво. Второ, млекото кога ќе го испашата на солените почви, таа додадена дополнителна вредност ја добива. Сирењето се намалува употребата на солта, што значи дека како органски производ може да се третира. Поради таа вкусна соленост на овците, овчеполското јагне, млекото и биеното сирење печено на сонце биле многу барани од трговците од Солун, Цариград и од арапските земји. А тоа го регистрирал и турскиот патописец Евлија Челебија, кој пишувал дека пазарите во Солун и во Цариград имале овчеполски мирис. Кога работевме на промоцијата на овчеполското сирење, нели, дојдовме до определени сознанија токму од патописецот Челебија. Вели вака, на пазарите во Солун, кај што караванот од Македонија доваѓал, за да го однесе сирењето овчеполско, на тие пазари, на тие тезги, додека не дошол караванот од овчеполските фактички производители и трговци, никој не смел да стави на тезгата своје сирење, затоа што ова било невиден бренд. Таму се вели мирисало на мисковина, а мисковина, знаете, е нешто многу пријатно и вкусно. Значи нема подобро сирење од овчеполското сирење. И биеното, и белото си имаат своји карактеристики. Па на сонце печено сирењето, па во фурна подпечено сирењето. Тоа се типови на сирење кои требаше досега да ги брендираме. Овчеполското млеко и сирење е магнет и за странците, најбарано на германскиот пазар. Затоа земјоделците планираат веќе подолго време да го заштитат како наш препознатлив бренд. Елаборатот за брендирање на македонското солено млеко е готов, се чека само на негова реализација.